Овогодинешните пожари предизвикаа огромни штети по растителниот и животинскиот свет, но споредбено со лани се далеку помали. Најчесто гореше деградирана шума, а екипите кои се бореа со пламените јазици во голем дел спречија огнот да зафати дабови и бор. Ваква е првичната проценка на јавното предпријатие Национални шуми по огнената стихија, која во јули ја зафати државата. Точни податоци за тоа колку хектари површина проголто огнот и колкави се штетите од економски аспект ќе има откако ќе заврши целата обсервација на терен. Ако минатата година имавме една фрапантна бројка од над 5 милиарди денари штета, оваа година тие штети би биле неколку кратни помали. Во моментов се уште се прават обсервации за тоа какви површини беа зафатени со шумските пожари, меѓутоа штетата, повторно ќе кажам, ќе биде многу помала во однос на она кое што беше минатата година. Годинава надлежните бележат драстично намалување на бројот на шумски пожари. Лани во јули биле регистрирани 74, а годинава 53. Позитивна статистика има и за месецот август. Во 2024 имало 89, а сега само 40. Според Кире Михаилов, ова се должи на воведувањето на системот за превенирање, со кој ова лето успеале да ги десеткуваат шумските пожари. Сите оние институции кои што превенираат појава на пожари, сите оние институции кои што порано детектирање се појавуваат на самиот пожар, значи допринесоа да и покрај тоа што не е мала релативно бројката која што ја има, меѓутоа површините кои што се зафатени се во однос на она кое што било во минатото релативно помали и можам слободно да кажам дека доколку не беа пожарите во општина Дојран, пожарот во на Готен и пожарот на Јасен кој што до пред некој ден значи беше се уште активен, сметам дека релативно многу помали ќе беа бројките. Од почетокот на годината па до денеска во државата се регистрирани 107 шумски пожари. Најтежок беше на планината Готен, каде екипите за гаснење со огнената стихија се бореа речиси 2 недели. Пожарот започна од Струмичко, па потоа се префрли во Радовишко и на Малешевските планини во Берово. Се вклучи и меѓународни тимови. Од воздух огнот го гасеше чешкиот Black Hawk, а на македонските сили им помагаа и пожарникари и доброволци од Словенија. За разлика од лани кога пламените јазици се доближуваат до Пехчево, годинава таму нема ниту еден регистриран пожар.